Се заблагодарувам на поканата на иницијативата за заедничка Македонија за ова, како да кажам, дебата или округла маса или што и да е. Значи јас одамна сметав дека треба да организирате нешто вакво, бидејќи да. Бидејќи е многу важно паралелно со протестите да се објаснува што се случува, за да биде народот поинформиран, посвесен и да биде поупатен во тоа што вие правите, за да не испадне дека и вас со погарни зборови ви нарекуваат, така што треба да се знае што е вистината. И нормално се заблагодарувам на мојата колежка Иванка Додовска на исцрпното и многу корисно излагање кое го даде, бидејќи тоа е нешто што е на светско ниво, што се случува во моментот и обично јас зборувам за тоа, меѓутоа сега така се договоривме јас да го објаснам овој стручен дел кој представува флагрантно кршење на законите, односно на деловникот и уставот пред се и законот за собрание, меѓутоа тука не го стави законот за собрание, бидејќи се работи само за неколку члена, туку само уставот и многу членови од деловникот, бидејќи тоа е многу прекршен. Значи, пред да почнем со образлагањето, сакам само да кажем неколку збора. Знаеме сите тука, веќе видовме дека се работи за едно сценарио кое трае 3 години интензивно, инаку според мене е организирано 2008 година, бидејќи знаеме дека СЈО е формирано за периодот од 2008 до 2014, кога траело прислушувањето. Значи, тоа било подготовка за ова сценарио кој почна некаде на крајот на 2014, односно почетокот на 2015 и се уште трае. Ќе видиме до кога ќе трае, бидејќи нели мнозинството е релативно, изборот на председателот на собранието не е нелегитимен и се надевав на се. Значи, имавме ние многу местенки кои ги видовме со голи очи, меѓутоа така не излегуваше јавно на површина. Дека еве, например, амбасадорот Бејли се меша јавно во внатрешните работи на државата, што е спротивно на Виенските конвенции за дипломатско и конзуларно право и така натаму. Меѓутоа, свесни сме дека 2 пати се одлагаа изборите. После видовме дека тоа било предизборен инженеринг, затоа што 2 пати се одлагаат изборите за да се обезбедат доволен број на гласови, за да може опозицијата евентуално да победи, меѓутоа сепак не победи, погрешна проценка е направена, па кога не победи имавме изборен инженеринг, тоа што се дешаваше помеѓу круговите, што се случуваше, значи да се сврти резултатот, евентуално ако може, и видовме каква груба повреда на изборниот законник беше направена со тоа судско вештачење. Не е судско, бидејќи само судско може да биде, а во изборниот законник никаде не може да се не пишува дека може да се направи графолошко вештачење. Тоа е дел од судска постапка, меѓутоа се направи тоа и сега се свесни и членовите на ДИК дека потпаднаа под една замка која имаше за цел да се смени резултатот, меѓутоа не успее, бидејќи разликата и ќе беше дека имаат 50-50 или дури и да победи опозицијата, а всушност разликата во гласови е околу 26-7 гласа повеќе, што не е малку. Значи, еден пратеник е 7.000, а разликата во гласови е 26-7.000, што е огромна разлика во гласови. И конечно, значи, постизборен инженеринг, каде што знаеме дека, како што кажа колешката, победник со победник и еден куп други правила се прекршија, сите албански партии отидоа таму, јас ги оправдувам затоа што тие има притисок не само од Еди Рама, туку и од сите други структури блиски до Сорос и од сите други структури блиски до така наречената лева групација, која е добро организирана на сите нивоа во сите евроатлантски асоциации. И затоа ние не можевме да зборуваме многу, знаевме што е процедурата која сега јас ќе ја објаснам во моментот, меѓутоа не можеме да го занемариме фактот дека комплетно оркестрирано целата меѓународна заедница, цел свет го призна Талат Џафери како легитимен представник. Не легален, бидејќи е избран спротивно на процедурата, меѓутоа легитимен. Значи, од САД, НАТО, ЕУ, еврокомисарот Хан, која го водеше првишинскиот договор, сите амбасадори во Република Македонија, значи тоа е цел свет буквално го призна. Како?
Како не слушам? Косово, да. И сега фактички ја не верував дека толку ќе отиде далеко меѓународната заедница, значи да ги прекрши сите меѓународни норми, меѓународното право, нашето домашно право и дека толку може една колевка на цивилизација како што е Европа, па и САД се рачунаат на високо развиена цивилизација, дури во теоријата, политичката теорија, се смета САД како најразвиена цивилизација поради декларацијата за независност, која нели е донесена, напишана од страна на Томас Джеферсон, кој подоцна му помага на грофот Лафајет да ја напише француската декларација за човекови права, која нели е и денеска нешто што е валидно во меѓународниот правен поредок. И сега тие демократи светски прават едно флагрантно кршење на тие правила што сами би требало да ги почитуваат. Значи дека нешто се случува и таму, знаеме дека се дели светот на глобалисти и овие суверенисти, така што глобалистите во моментот изгледа дека се посилни и дека се уште не е завршена таа борба, нема направено баланс помеѓу тие групи, а тоа ние го осетивме, како да кажам, на нашата кожа, на кожата на сите македонци. За да не остане тоа така, затоа што Талат Џафери е признаен, нема тука што, веќе знаете дека го зема нели кабинетот на претседателот на државата, ги зема печатите, врз основа на тоа испратена е, како што знаете, писмо испратено до службен вестник за објавување на одлуката дека тој е претседател на собрание. Од службен вестник одговорија дека таа одлука во понеделник ќе се објави, што значи дека се ќе биде завршено и тој ќе стане претседател и ќе продолжи со работа, ќе има право да донесува одлуки како претседател на собранието на Република Македонија. Тоа е правен преседан, тоа е правен парадокс и тоа е нешто што се извинете само малку. Знаете што е проблемот? Доколку тоа се спроведе, тогаш сите можеме да правиме што сакаме. Само треба да ги имаме Хан, Могерини, Сорос и уште неколку души на своја страна. Значи Македонија, граѓанската волја е поништена. Во моментот да, се зависи, Могерини има мандат уште една година, Хан не знам колку, да. Значи тие не е така, ако беше тие не се релевантни, Даштевски, не може тие да отпредуват во Македонија, на местото на претседател на собрание. Да, ама еве Жозеф Дол вика дека не е легитимна постапката и дека треба нови избори во Македонија. Тоа е тоа. А Жозеф Дол е претседател на Европската народна партија и целата европска десница така мисли. Меѓутоа, за жал, во моментот начело на како министар за надворешни работи се смета таа функција на Могерини е таа. И сега она се одлучува. Мислам дека да, може и да е тоа, меѓутоа нели сега друга поента имаме да го објасниме ова, така што да почнам со тоа бидејќи многу ќе се задржиме. И реков, знам дека ви е јасно. Да. Јас не знам дали ме слушнате на почетокот кажав, сметам дека на сите им е јасно. Меѓутоа фактички нели репетициос ест матер студио. Значи мора да ги повторуваме често работите за да не ги заборавиме. А дека е јасно, тоа е многу јасно и на сите и знаеме веќе. Значи, веќе и самите тие што се крие дека се и помагаат на Македонија да го реши прашањето, да го заврши проблемот, се разоткрија. Се води постапка. Истрага се води против Бели во Конгрес, во Сенатот. Значи, тука нема дилема дека тој направи такви сериозни прекршоци и такво мешање во внатрешните работи на една држава, што е забрането по сите, не само по Виенската декларација, тие него го гонат според амандманот еден од уставот на САД. Токму поради тоа што САД сметаат дека нивните прописи се најдобри, па затоа и го гонат според уставот на САД амандманот еден. И беше во САД да даде изјава за тоа. Сега, колку е важно ова прашање,
Значи сепак знам дека сите знаеме и јас знам, меѓутоа секогаш гледам се потсеќам и затоа и направи се агенда една за да објасниме. Значи колку е важно ова прашање можеме да видиме во членот 61 од уставот, каде што тука поименично е наведена конститутивната седница и пишува дека организацијата и функционирањето на собранието се уредуваат со уставот и деловникот. Значи тоа е уредено во уставот дека конститутивната седница се уредува со уставот и деловникот и дека всушност во член 63 одредено дека мандатот на пратениците почнува по завршувањето на конститутивната седница на собранието на Република Македонија. И сега преминувам ова од уставот на Република Македонија. Уште нема легитимитет сега ова имунитет сега да кажем? Па, ја мислам дека сега со ова бидејќи се рачунава како завршена конститутивна, што и како речка, ние не знаеме се што е законски, што е незаконски, меѓутоа со излегувањето на одлуката во службен вестник, фактички излегува дека е завршена, дека ова е легитимна одлука нивна и дека е завршена. Меѓутоа реално и според прописите не е завршена. Значи сакам да кажам кој е фактички ова е кршење на да. Кој си го призна. Значи имаме еден дел во уставот кој се вика политички систем. И без тој дел не може да функционира ни еден друг закон во државата. Значи според мене прекршење политичкиот систем, баш тој дел од законот, бидејќи вториот дел од законот, на пример од уставот, се извинувам, зборува за човековите права. Па после доаѓа политичкиот систем и сметам дека е прекршен. Без политички систем не може да функционира ни една држава во светот. И сега ние разговараме дека треба да ги отвориме поглавјата 23 и 24 од Копенхашките критериуми за преговори со ЕУ, да ги продолжиме преговорите, а фактички гледаме што прават они во смисла на законодавството на почитување на законите. Значи апсолутно не ги почитуваат законите. Меѓутоа, меѓу другото, зошто е потребно ова да се објасни? Затоа што сите представници, јас како што знам, а посебно Хоќи, рекле дека тие не се експерти за тоа и дека не влегуваат во деловникот и во уставот, не навлегуваат, туку за тоа има други тела кои ќе одлучуваат. Тие само сметаат дека има едно мнозинство наспроти малцинство и тоа го признаваат. И поради тоа беше причината што целата делегација, односно делегација на ВМРО-ДПМН, делегација на СДСМ беа во ОПСЕ, бидејќи тоа е тело кое се занимава со тие работи, да ги објаснат овие работи, па ОПСЕ да преземе мерки да ги анализира. Но јас на крај имам за завршница подготвено нешто што сметам дека ние треба да го направиме и може тоа да го направи токму иницијативата за заедничка Македонија или било кој граѓанин во Република Македонија ако смета дека е тоа потребно. Значи, кој ја започнува и кој ја води седницата. Имаше дилеми околу тоа, па гледав и на други телевизии во регионот, например на телевизија Србија, на одредени теоретичари не им беше јасно кој ја започна, дали најстариот пратеник или пратеник или претседателот на собранието од претходниот мандат. Значи тоа е утврдено во член 9 во деловникот и вика дека првата седница ја свикува претседателот на заминување. Значи Трајко Велјановски, како што беше воспоставено тоа. Нема дилема, да само одиме по редослед што се случувало, да се потсетиме и реков дека на крај ќе дадам предлог што треба да се направи. Значи и таа се свикува нели по предлог од најмалку 10 пратеници, се избира комисија за прашања за избор на комисија за прашања за избор и именување. Вие знаете дека таква комисија воопшто не се избра, бидејќи се скокна таа точка и тоа е можеби најтрагично во целата приказна. Вие имате утврден дневен ред по кој се дискутира, тоа се скока и се оди директно на друга точка, не на таа. А комисијата се избира поради тоа што таа има право да предложи и друг кандидат. Обично се смета дека партијата која победила треба да даде председател на собрание. Точно, еден кандидат немало името на Јосиф. Значи, БЕСА не се слага со избор, така? Да. Комисијата може да излезе во пресед и да предложи представники од БЕСА, доколку сака БЕСА.
Па тоа се веќе најмалку 3 кандидати по кои ќе се гласа. Хипотетички коалицијата за ВМРО 2 кандидати да предложи. Може и 2, може и 40, ако сака. Не го ограничува тоа уставот, ниту пак деловникот. И сега фактички знаеме дека таа не се избра, меѓутоа да продолжам понатаму, значи седницата на собранието, како што знаеме, и тоа беше најтрагично прекршено. Значи, според членот 68.4 од деловникот се свикува и одржува во времето од 11 до 18 часот, со пауза од 1 час по одлука на председавачот во конкретниот случај, односно председателот на собранието, доколку не се одлучи поинаку. Знаеме дека Трајко Велјановски си ја водеше седницата по она како што е предвидено во деловникот и во 18 часот ја прекинува, бидејќи така пишува во деловникот. Он не знаеме дека Трајко Велјановски е човек кој највеќе работеше во собрание, останува до 12 ноќе и така натаму ако е потребно и ако седницата е ворена. Ова е редовна седница и тој во 18 часот ја завршува седницата. Ова што се случува во ваквото, јас ова го сметам како ништовно, бидејќи нешто што се прави против закон е ништовно, како да не се ни случило тоа што го направи СДС, упадо. Меѓутоа, да не заборавиме дека тоа се случи после 18 часот, а пишува во деловникот дека тоа е забрането, дека се случува, се води седницата од 11 до 18 часот, како што тоа се случуваше 2 месеци всушност. Значи, понатаму сега ќе поминам на она што се случуваше, за да не скокаме, одиме по членови. Значи, што се случуваше дента, односно во моментите кога СДС го направи тој чекор, предпоставувам исто така диригиран и оркестриран од некои други центри. Кои што не се експерти за, нели? Кои се што е експерти? Мислам дека се експерти. Затоа што сметам дека дури и овие обвиненија што се праќаат на СЕО, не ги прави СЕО, туку се прават во некои други центри, па се праќаат готови, изготвени тука. Така што и ова видовме сите со своји очи. Не треба да ги читаат, може. Да, ама не треба, нели кога почна да го прават тој чин, све беше напишано. Битно македонските граѓани праќаат една таква екскурзија. Значи нема тука што да нешто да претпоставуваме. Сите видовме за своји очи. Документите што ги држеше Мухич, Мисовски беа напишани претходно. Значи не затоа прекина и почна некоја, како да го кажам, тоа не е седница. Тоа што го почна они и со готови листови. Прво, не ја водеше најстариот пратеник, а треба да ја води најстариот пратеник, ако веќе не ја води Трајко Велјановски. Вика уставот. Да. Првата седница на собранието ја свикува до тогашниот председател. Ако кажа тоа. Така е. Ако тој одбие, тогаш најстариот пратеник ја преземе. Да. А нема опција вонредно, нели тие бара продуктивно. Нема тако. Затоа не сака. Затоа ви викам Ферид Мухич, односно Франко. Затоа ви викам дека го сметам овој акт за ништовен, како да не се ни случил, бидејќи е спротивен апсолутно на сите прописи и на деловникот, и на законите, и на уставот на се. А според деловникот, пратеникот кој ја свикал првата седница ја води до крај. Не сме стигнале до тоа. Да, не сме стигнале до тоа. Значи фактички тоа значи дека кога ја свикаа седницата, значи фактички прво што е најважно за свикување на седница, кога го правеа тоа, седниците на собранието се јавни и мора јавноста да биде запознаена со тоа што се случува. Затоа влегува луѓето. Бидејќи собранието која вади Трајко Велјановски во 18 часот картицата, веќе немате вие преносот. Затоа сите, ако сега подсетете се што се случуваше, сите пратеници од опозицијата има мобилни телефони и снима. За да биде тоа обележено јавно, да не испадне дека никој не знае што се случувало. Меѓутоа и камерите одгоре од новинарите слика, како сега. Инаку сервисот на собранието за јавноста беше исклучен. И тоа не е дозволено. Значи, бидејќи седниците се јавни, а јавноста се обезбедува на тој начин и се регулира со акт како се обезбедува јавноста. Мобилните телефони се најмалиот проблем. Да, мобилните се најмалиот проблем. Сега, што се, да кажеме сега, значи тоа беше апсолутно против
деловникот, меѓутоа одиме понатаму на јавноста е нормално е. А зошто е битна јавност? За да видиме дали има мнозинство, дали се сите тука, а тоа немаше, видовме сите. Дури и сега знаеме дека немало ни 60 пратеници, туку 58, меѓутоа кој ги броеше некој? Не. И како може тоа да се призна? Еве, цел свет го призна. И затоа го објаснуваме, многу е важно. Ама го призна. Тоа сакам да кажам. Ако не го објасниме, ќе испадне дека било законски, дека било легално. Значи мора да го објасниме. Понатаму, член 70 што вика, значи, односно член 70 го поминавме, сега член 80 вика дека на почетокот на претресот на секоја точка од дневниот ред, предлагачот, односно представникот на предлагачот може да го дополни со објасненија и појаснувања. Претресот трае додека не се исцрпи листата на пратеници кои се пријавиле за збор, а пратениците се јавуваат за збор во рок од 1 минута по отварањето на претресот. Листата на пратеници не може да се менува и дополнува во текот на претресот. Значи тоа се случуваше во собранието. Сега не знам дали СДС не беше свесен, мислам дека дури ни ВМРО ДПМН не беше свесно, дека тоа така ќе се одолговлече, бидејќи во првиот месец, ако се сеќавате, и повеќе зборува пратениците на СДС, сакајќи да реплицираат. Кога видува дека ќе се одолговлече, тие се повлекоа. И дојдоа некаде до 45 имаше пријавено. Не се пријавиле сите од ВМРО ДПМН, бидејќи нели председателот има други обврски побитни и некои други членови на партијата, меѓутоа 45 се пријавиле. Да кажеме, министерот за надворешни работи често не е тука и така натаму. И сега, фактички се си течеше како што се е предвидено во деловникот и расправата не може да никако да заврши додека не се исцрпи и последниот пратеник. Председателот на собрание им дава збор на тие што се пријавиле, нивното излагање може да трае најмногу 10 минути, а потоа има сите други право на реплики, како што се случуваше. Репликите не беа само од ВМРО ДПМН, беа и од СДС и од ДУИ имаше неколку пати, нели? И бесни некои од БЕСА. И БЕСА и ДУИ неколку пати ја прочитаа тиранската платформа. Тоа го видовме сите, така што сите зимаа збор и Трајко Велјановски не обструираше со ништо. 2-3 пати проба, не знам, Оливер Спасовски и уште некои претеници да му кажат дека, да речеме, ја пролонгира намерно, меѓутоа тој им рече, не е намерно, гледате дека сите добиваат збор, разговараат во рамките на тоа што е предвидено. Значи, ако е 3 минути, тој по неколку пати и вика, ви благодарам, ви благодарам, ви благодарам, ви благодарам, да се тргнат од говорницата, да престанат, бидејќи така е предвидено во деловникот. Значи се води стриктно по деловникот. И фактички сега кога завршува седницата и тоа беше спорно, јас мислам дека тоа ќе потраеше некаде до септември-октомври. Ќе потраеше доколку одеше така, бидејќи така се разви. Они мислеа дека во почеток добро дека дискутираат 2 месеци и повторно ќе мнозинството, бидејќи така е тоа направено од тие центри, да сите албански партии мора да се приклучат на другата страна, иако претходно истата таа меѓународна заедница бараше ДУИ да учествува во власта 2008, па затоа имавме предвремени избори тогаш. Затоа што тие бара да учествува ДУИ како представник на најголемата албанска мнозинство, како да кажам, и тоа се случи. Сега истите тие бараат да нема такво коалицирање во парламентот. Така што поради тоа и случило, поради тоа се одлучија да коалицираат со СДСМ сите партии, со тоа што гледаме дека и меѓу нив има недоразбирање и затоа е опасно ова што ќе се случи. Значи сега ќе се формира мнозинство со 62 пратеници, бидејќи нели БЕСА не сака да учествува, овие се индолентни ДПА, тачи, така што 62, значи еден да се предомисли или да се разболи, да нешто му се случи, или двајца, фактички готово нема мнозинство. И затоа сте во право вие, кога викате дека треба да има нови предвремени избори, парламентарни, кои ќе ја решат целата ситуација. Сега, оно што го објаснува СДСМ е многу симптоматично и многу интересно, тие тврдат дека може да биде ист резултатот. Тоа апсолутно не е важно каков ќе биде резултатот. Важно е дека на тие избори ќе се стави на маса тиранската платформа и народот ќе одлучи. Ако народот сака да бидеме геноциден народ, тогаш дека одлучи и дека се спроведе. Ако народот сака. Меѓутоа не може после избор.
Тоа никој не го излегува Дамјан Манчевски, вика ќе биде ист резултатот. Не е битен резултатот. Ајде на избор. Не, битно е да одлучи народот. Дали сака, не можете вие после избори му ставате на маса најрадикална платформа што постои во свет, мислам дека нема порадикална. Затоа што во свет никогаш ни еден народ не се прогласил за геноциден народ. На избори. Ниту па ќе се прогласи. Ниту па меѓународната заедница може да го, бидејќи тоа треба да се докаже. А овде без докажување, ние ќе се одлучиме у собрание, ние сме геноцидни, сме убивале албанци. Неверојатно нешто. И сега да завршиме со оваа точка. Значи да завршиме со оваа точка, она што требаше да се случи, според мене ќе се случише некаде во септември, октомври, значи претседателот на собранието кога ќе се исцрпат сите дискусии, констатира дека претресот е завршен, кога ќе утврди дека листата на претеници за збор е исцрпена. И тогаш се преминува на един оној дел што се вика гласање. Значи да скратиме, да не ги повторуваме овие работи, доаѓаме до гласањето, бидејќи тоа е, нели, он го одржуваше редот како што треба, има право да ги прекине, да ја прекине и седницата, има право дури и да отстрани пратеник како сака. Тоа има многу членови, сега гледам дека ќе се пролонгира многу и одам одма на крај на гласањето. Значи, фактички, гласањето се врши јавно. Тоа што го рековме, а овде не беше извршено јавно, бидејќи, како што рековме, исклучена беше со картичка јавноста, бидејќи камерите на собранието, кои се единствени надлежни, јавноста си пренесува како сака и снима тие работи за себе, а не за, односно, медиумите, а не за јавноста. Јавноста треба да знае. А јавноста беше исклучена тогаш, што значи гласањето како се врши? Се врши со употреба на технички средства или со кревање на рака, меѓутоа знаеме дека кога дојде на сила употребата на технички средства, кревањето на рака веќе не важи и затоа во став 2 од член 96 од деловникот е утврдено дека начинот за употреба на техничките средства се одредува со акт што го донесува генералниот секретар на собранието. Таков акт е донесен и постои и во него точно се регулира како се гласа. Значи апсолутно секој член од тој акт кој е правилник, донесен од генералниот секретар, е повреден. Затоа што видовме сите дека ниту се броја гласовите, ниту јавноста беше вклучена, ниту записник има. Да, значи од друга страна по кој пропис, еве нека каже било кој експерт од другата страна, близок до СДСМ, по кој акт се утврди мнозинството. Да. Значи нека каже што е тука исправно. И сега крем ќе ставам ја, тоа е нешто мое, што го предлагам неколку пати овие денови, можда дел од граѓаните и го слушнале и завршувам, бидејќи навистина има многу да се зборува. Значи, јас сметам дека, со оглед дека, сега зборувавме, нели, дека ќе биде тоа и легално, ако излезе во службен вестник, значи ќе почне да донесува одлука. Значи, тие одлуки ќе почнат да стапуваат во сила. Значи, има право веќе и затоа и предлагам на иницијативата тоа да го направи, да поднесе уставна иницијатива, односно барање до Уставниот суд за испитување на уставноста на таа одлука. Затоа што не верувам дека постои судија, дали е предложен во времето на СДС, дали е предложен во времето на владењето на ВМРО ДПМН, дали е не знам, близок до некоја партија, дали е предложен од страна на претседателот, дека ќе изгласа дека ова што се направило тој ден е уставно. И затоа сметам дека можеби ќе пролонгира, како што се пролонгира со противуставноста на СЈО. Можеби ќе се донесе за една година, можеби па ќе оди по итна постапка. Веќе не може претседателот да си го отера мандатот, па после да се донесе одлука. Ама еден ден, тоа што постојано го зборува Богдан, еден ден ќе мора да се донесе таа одлука и тоа ќе стане пракса. Сега претседателот на државата во недавањето на мандатот се повикува на одлуката на Уставниот суд од 1992 година, кога Киро Григоров 3 пати го давал мандатот на кого сака. И вика, тоа е возоснова на член 84 од Уставот, каде што вика мандатот го дава претседателот на државата, а Уставниот суд донел одлука да го дава на кого сака. И значи ако биде тоа и за година-две одлуката на Уставниот суд, која не може да биде според мене различна, мора да биде противуставна, ќе имаме пракса барем веќе тоа да не се повтори никогаш.
Така што со ова би завршил. Благодарам на вниманието.